Ако одлуките на Уставниот суд треба да се носат со Бадентерово мнозинство, тогаш граѓаните може слободно да заборават на правната држава, а институцијата да стави клуч на врата. Вака остро реагира председателот на Уставниот суд, Дарко Костадиновски, коментирајќи ги политичките условувања кои ги постави лидерот на ДУИ како услов за влез во било која идна македонска влада. Ако тоа се случи, во истиот момент граѓаните можат да заборават на правната држава. Во истиот момент можат слободно да стават клjuč и да затворат оваа институција, нема потреба од незиното постоење. Бадентерот е многу корисен механизам за општество какво што е нашето. Многу корисен. Но каде? Во политичките органи. Таков орган, политички орган е парламентот, собранието. Во своето годишно обраќање, Костадиновски истакна дека и покрај динамичните политички процеси, жестоките притисоци и обидите за влијанија, Уставниот суд успеал да остане цврст столб на правната држава, водејќи се исклучиво од лојалност кон Уставот. Посебен акцент денеска беше ставен на предметот за законот за употреба на јазиците, кој со месеци е во фокусот на јавноста. Костадиновски информираше дека подготвителната седница за овој закон досега била 2 пати одложена заради оправдани причини. Моето очекување дека во текот на јануари јас ќе го добијам како председател. Штом го добијам на работен состанок, ќе го поставам прашањето дали ќе продолжиме со подготвителна. Најискрено ви кажувам како човек, мене ми е веќе непријатно по трет пат да пробувам да здрава е подготвителната седница. Ја лично ќе се залагам за подготвителна, но дека тој предмет ќе биде решен следната година, ќе биде решен. И повторно, никој да не гледа на никаква опасност. Нити даваме, нити земаме нешто. Правиме усогласување. Во изминатата година Уставниот суд оформил рекордни 306 предмети, од кои 271 иницијативи од граѓани, што според Костадиновски покажува дека граѓаните во судот го препознаваат последното правно засолниште. Решени се 225 предмети, но меѓу нив не е и оној кој се однесува на линеарното покачување на пензиите. Судот за тоа дополнително ќе треба да се изјасни откако првото гласање беше нерешено, односно не беше изгласано од страна на сите судии. Костадиновски најави и реформи за наредниот период, воведување на уставна тужба и пренос во живот на седниците, како чекори за поголема транспарентност и враќање на довербата кај јавноста. Обраќањето го заврши со апел до судскиот совет и собранието итно да ги пополнат двете испразнети места со избор на уставни судии, како и со порака до политичарите и институциите да се воздржат од притисоци и етикетирања.